Почитувани, грдото лице на власта на СДС и ДУИ се корумпираните функционери, кои уште продолжуваат да владеат со тие партии. Венко Филипче, кој ја води СДС, и Љубомир Фрчковски, кој нема отчет како ги трошел народните пари, се пример зошто СДС изгуби катастрофално. Ако Љубомир Фрчковски нема отчет како ги трошел парите на мисијата, Венко Филипче не сака воопшто да има потреба од давање отчет и има на план да го приватизира здравството во целост. Венко Филипче, пред заминување од функцијата министер за здравство, јавно кажа дека размислува државата да не инвестира во здравствена инфраструктура и да не плаќа за истата, туку да плаќа само за услуга. Филипче јасно и стави до знаење на јавноста дека сака да ги приватизира болниците и да не гради нови, туку тоа да го прават приватни фирми, а државата да им плаќа на истите за лечење на пациентите. Да го слушнеме и погледнеме Филипче и неговиот план за целосна приватизација на здравството. Дали нас ни треба да менаџираме инфраструктура, дали ние треба да се занимаваме како здравствен систем со набавка на возила и градење на згради за болници, или едноставно треба да се ослободиме од менаџирање на инфраструктурата и да почнеме да станеме систем кој што ќе купува услуги. Останува прашањето, дали Филипче дојде на местото председател на СДС со надеж некогаш во иднина да се обиде повторно да го реализира својот план и да ја остави државата без јавно здравство. Ова е СДС, ова е Венко Филипче, партија и луѓе кои не мислат за здравството и пациентите, туку само за нечии приватен интерес. По истиот принцип по кој се однесува Филипче, се однесувал и Фрчковски. Тоа е матрицата на СДС и грдото лице на власта на СДС и ДУИ. Со СДС и ДУИ имаше помалку за народот и државата, а повеќе за мафијата. Тоа време заврши. Тоа време веќе не сме да се повтори. Ви благодарам. Прашања? Господин Левков, како коментирате Венко Филипче, председател на СДС, кој вчера на Facebook статус рече дека Стадло Мицкоски се победители? Едно јавно прашање до председателот на заробената СДСМ, со кој перија се китиме Црни Венко? Со тие ли перија со кој го продадовте името, а за возврат добивме блокада? Или со тие кога бевте министер што донесовте смрт за илјадници во короната поради крахирањето на здравствениот систем кој што вие го водевте? Или може би со перијата за запалената модуларна болница за која и денеска ни убедувате и нас и јавноста дека кабелот е крив? И за каква гордост зборите? За онаа со која Фрчковски не се знае како ги трошел парите од мисијата? Или за онаа кога братот по криминал на Венко Заев ја ставаше раката на срцето и го бараше семето изгубен низ времето? Кога Венко се фали дека СДС била мотор, треба да знае дека тие се далеко од било каков мотор, далеко и од пента, а не мотор на развој. И за крај, Венко, доста со високи политики. Ајде малку прашања. Со каква плата ја направивте хациендата на Водно, а веднаш до тебе, твојот директор на Клинички?